Драги приятели, вечерва би сакал вака лично да ви се обратам, значи без да пишам текстови, коментари или анализи. Би сакал да опишам моменталната светска политичка сцена, но малко е се осврнам и на аферата Рекет, много кратки црти. Во моментот се одвиваат бурни настани на светската политичка сцена, што нормално е за сега и Македонија. Западот се наоѓа во голем економски воен колапс, тоа го зборувам со аргументи, бидејќи ако се земе или укуцате на Google кои се најзадолжени земји, ќе видите дека на прво место е САД, по неја е Велика Британија, трета е Германија, четврта е Франција, пета е Јапонија, шеста Луксембург, седма Италија. И ја би се запрашал, би сакал да ги запрашам политичарите без разлика дали се од позиција или во опозиција, кога велат евроатлантска интеграција, кај сака да не однесат? Сака да однесат во кафана на Фајрон, кај што нема ништо. Втора работа, тоа се институции кои се пред пропајање. Ја тврдам дека повеќе од 2 години Европска унија нема да постои, а НАТО може уште оваа година да се растори, бидејќи неминуеен конфликт помеѓу НАТО и Кина. Трговската војна ќе заврши со конфликт, кој НАТО, поточно трговската војна меѓу САД и Кина ќе заврши со конфликт, што е неминуемо. Но пред да дојде до конфликтот, САД ќе биде тотално банкротирана. Иначе овој проект Кина го започна уште пред 10 години со купување на Чикашката берза, која стара скоро, тоа време беше 158 години, а беше главна берза на САД. Во исто време купуваше и брендирани фирми во САД, чак и слушам дека ги купила и компаниите за производство на газ. Значи со газната индустрија на САД Кина раководи. За илустрација, чуените авиони F-35 на САД, кои не сакат во моментот да ги продадат на Турција, електрониката за истите авиони, знаете кој ги изработува? Кина. Поточно кинеска компанија лоцирана во Велика Британија. Што не е трагикомично, Велика Британија гарантира дека тајните нема да излезат. Прашање електроника. Што значи Русија одамна ги има тие тајни и воведени во нивните противракетни системи, противвоздушни системи и ракетни системи, со С-400, С-500 новите, С-300 и така натаму на Нигерија сега. Втора работа, неминуе конфликт од поголеми размери, но за конфликт во Западот е неподготвен за тоа ви требаат пари. Самиот амерички генерал кажа дека во моментот Русија војно е надмина САД и изјави дека 2 пати е посилна од САД и од цело НАТО. И не случајно е коалицијата или поточно сојузот и економски и воен помеѓу САД и Кина. Војниот сојуз доскоро не беше обелатенет, само се зборуваше за економски сојуз, за Евразијска унија. На се Кина јавно кажа дека има и воен сојуз со Русија, она кој што е познато од Русија и набави, мислам дека 12 система или батерика на С-400, има и нивни надоградени. Кина е нуклеарна земја, она се обиде чак и да направи сателит, да емитира, но мораше да го сруши. Бидејќи беше неуспешен проектот. Инаку во моментот економијата на САД е буквално во рацете на Кина и за мене се неразумни потезите што ги влече претставител на САД Доналд Трамп, бидејќи со обидување самите санкции на Русија ја отрезни, ја натера да произведува сама храна и од најголем увезувач на храна Русија ќе стане најголем извозувач, веќе пченица и други работи. А и што најинтересно, нареди Путин на неговите инженери, поточно земјоделски инженери, да почнат со оранжериско производство. Значи Русија, освен што Европа во моментот е многу зависна од рускиот
енергенците, гасот и нафтата, ќе биде за едно 5 до 10 години многу зависни од руската храна, заради таму се произведува здрава храна, значи немава хибридни работи, што доаѓа од САД. Втора работа, Русија порано својот буџет, мислам, го планираше на своите ресурси 80%, сега е некаде околу 30%. И многу интересна работа, порано во буџетот цената на нафта беше над $50 планирана, а сега Русија во буџетот цената на нафта планира од $25 до $30, што значи она има сметка со тие цени да произведува нафта, дека сад тоа нема. Сад вади нафта од шкрилци, а вадење нафта или производство шкрилци испод $60 е неисплатливо, со тоа се затварат и самите компании. И Трамп која глупост направи тука и нареди минатата година, мислам беше, на Саудитска Арабија да го зголеми производството на нафта за да падне цената на нафтата. Тоа беше скоро достигнато до $100, што беше одлично и за америчките компании кои вадат од шкрилци. И со паѓање на нафтата многу амерички компании се затворија, значи прво нанесе го огромна штета на Америка и на нивните компании. Иначе САД има нафта само нешто во Тексас, другото го вади од шкрилци. И тоа што го вади од шкрилци, тоа е неквалитетна нафта, а остатокот за да биде поквалитетна ја меша со нафтата увезен од Венецуела. И со овој конфликт што го направи со Венецуела, со блокадите, со санкциите, и удири втора штаканица на САД во прашање нафтата. И многу нафтени компании работеат токму во Венецуела, таму увезува ефтина нафта и ја мешаат со нафтата од шкрилци. Иначе познато Русија е најголема земја на светот, она е поголема и од самата Европа и најбогата со ресурси тука, природни ресурси, зборам газ, нафта, злато, дијаманти, иако за кој прашање нафтата Венецуела е со најголеми резерви на нафта во светот и стои меѓу првите произведувачи на злато. Што сето ова зборува дека сад се најде во незавидна ситуација, кај да тргнаа добија штаканица и под вид као пашката мора да се вратат. Тргнаа на Венецуела, веднаш руски инструктори отидоа таму, иначе Венецуела е добро наоружена, мислам дека има го овој систем С-300 кој е нешто ново плюс додадено, што не се знае со авионите руските Туповјев што однесува во Венецуела. Тргнаа на Иран, Иран исто така ради свој собствен ракетен систем, противвоздушен нормално, и плюс Иран е голема земја, 80 милиона. Таму не можеш купено, тешко да ја освоиш, ќе ти требаат најмалку милион или повеќе луѓе, а сад тоа во моментот не може да го обезбеди со своите сојузници. Тука Иран може највише да настрада, плюс во последен момент има голема соработка, војна соработка помеѓу Иран и Северна Кореја, што значи дека не е исклучено Ким да им помогна на Иран по нуклеарната програма. Јас верувам дека Иран веќе поседува нуклеарно оружје, така да на Израел ја не би му советувал повеќе да се закачка со Иран, бидејќи може да ја биде избричена од картата на светот. Самиот Иран рече во случај на конфликт со Израел, ќе ги снема за 30 минути. Тој исто му порача и Путин на Трамп на 20 минути, сад ќе биде избричена од картата на светот ако се нешто обиде. И кој Путин во прашање, или поточно Владимирович Путин, тоа морам да кажам дека е страшно интелигентен човек, ги поседам на томите карти и на Путин и на Трамп. Иначе он беше еден од најдобрите раководители на КГБ. И од тие причини, КГБ, за да не го отстранат физички Јелцин, прво на Путин му дадоа 2 години беше премиер, за да се запознае со државните работи, после самиот, како што знаеме,
ќе се му го остапи местото на Путин. Сушоста, он ја информираше веднаш партијата Единствена Русија, која победи на изборите и држа 2 мандата. За тоа време го подготвуваше Медведев, кој исто дел од КГБ, беше премиер, но последниот мандат на Медведев се промени уставот на Русија, што зборува тоа дека од 4-годишниот мандат, што имаа председателите, се зголеми на 6-годишен мандат, така да по завршување на председателскиот мандат, кој траше само 4 години на Медведев, Путин се врати, но сега со 6-годишен мандат, така да овој му 6-годишен завршува некаде 2024 година. Но тоа не значи дека ќе биде крај на неговиот мандат. Зошто велам? Бидејќи во моментот се работи на спојување на Белорусија и Русија во иста држава, а со тоа кога ќе се спојат две држави се бира председател на двете, значи новата федерација, на прошената федерација, што значи на Путин би можел да пресвати уште 2 мандата. Ако земете 2024, 12 година, 2036 година, Путин како дедица ќе биде, али тоа е тоа, нели? Прошен. Но во меѓувреме сигурно има и своји заменици. Инаку што се однесува до финансиската работа што направи Путин во Русија, тоа е огромна. Он прво што направи, он се раздолжи на Парискиот клуб, потоа на ММФ. Тоа е една од ретките земји која не должи, значи нема кредити. Незиниот надвршен долг изнесува некаде во непуни 500 милиона долара, а резервите се и државните резервите се на 600 милиона, значи можат секој време да го вратат долго. Што прави Русија? Во моментот она имаше нека околу 170 и нешто милиарди долара, се ослободи, дали има се уште десетина, значи дојде до доларизација. Значи уништување на доларот како светска валута, тоа го прави Кина, која иначе не има најмногу од оваа девиза, бидејќи САД се издржаваше во последно време со издавање на државни обврзници. Значи Русија се ослободи од нив, во моментот тоа работи и Кина, но не толку нагло, бидејќи има некои интереси и големи бизниси во Америка, како што реков, она купи Чикашката берза, она купи многу брендирани фирми. Тоа го направи и во самата Кина, особено со западните фирми од Германија, Франција, Англија, мислам Велика Британија. Таму почна Мерцедеси се произведуваат, iPhone се произведува во Кина, ако не се знаеле. А што најтрагикомично, познатиот авион F-35, што САД не сака го продаде на Турција, електрониката произведува токму кинеска компанија во Велика Британија. Уште потрагикомично што Велика Британија гарантира дека тајните нема да бидат излезени. А електрониката е најважното од еден авион, нормално. Ова што се однесува до светската политика, значи, моите анализи зборува дека по Европската унија повеќе од 2 години нема да постои, НАТО може многу брзо да се распадне. САД е приморен да влезе во конфликт или да се повлече од секаде. Ева, он се повлекува и од Афганистан, нема отиње таму, без разлика што фрли и најголемата конвенционална бомба, зборам, што викат мајка на бомбите, што после не само нуклеарното оружје посилно, за наводно да ги затворат каналите кај се движеа талибаните. Се повлекува од Ирак, значи се повлекуваат од секаде. Тие една држава ако доживува економска колапс, она доживува воен колапс, тоа е нормална работа. Инаку многу интересен патот што треба се гради меѓу Кина и Русија, поточно западна Кина, низ Русија до Европа. Тоа ќе биде некаде над 2000 километра, што значи побрз проток на роба, ќе биде со 4 ленти, автопат ќе биде, и тука ќе има и големи потарени, а заедничка е проекција на Русија и на Кина. Иначе, патот на свилата, кој требаше да помине и тука погледате се изгради сигурно,
затоа почна дестабилизацијата на Србија и на Македонија. Но тоа нема долго да потрае, бидејќи Западот е во немоќ. Значи, рускиот гасовод мора оттука да помине и руската Кина, значи, инаку во тој случај Русија никогаш не би го купила Солунското пристаниште, нити пак Кина Пиреа. Така да нема теорија да поминува низ Бугарија кој што велја, значи ќе поминува низ Македонија, но пред тоа ќе се расчистат многу политички работи, прво почна со расчистување во Грција, значи Ципрас се загуби катастрофално, таква победа немало на ниеден политичар во Грција од 74 година наваму. Значи на ред е Македонија, а тоа го почна со руските пранкери русите. Тоа се агенти, мислам на КГБ, тарко се од пранкери и од комичари што ги представуваат, врвни агенти, на кој наседна нашиот многу зборлив, што не се контролира кога зборува премиер Зоран Заев, кој знае какви податоци Семна Весмичев и други какви броеви давал, а руските пранкери агенти, они објавија само дел компрометирачки материјали, а други дел ги чува Русија. Тоа беше голема шлаканица за неговите работодавци, поточно за САД. САД тоа никогаш не могу да му прости и затоа почнат проектот Рекет, кој го води Боки 13, кој е нивен човек, а Боки 13 е врбуван уште за времето кога во Србија беше реалити шоуто Велики брат. И не случајно го постира преска видеото, каде и самиот Марко Ницовиќ, пронеше началник на белградската полиција, некој што мислам дека лично го познавам, но не сум сигурен, 90% сум сигурен, значи од 7-8, го напишав тоа да не се повторува. Но ги има сите податоци, значи и го разновачи едно време кој инструктор на специјалните сили. Тоа е проектот на Западот. За тој проект прашање дали е пред ликвидација на Зоран Заев, премиерот, или со нова уцена за некој нов Валкан работа која само ќе му продолжи животот за може месец-два години, не верувам, бидејќи многу работи се случуваат. Инаку он требало да знае, секој кој ќе прифати да работи за било која разновача агенција за најмладата, никој од нив не остава сведоци. Таков е пример покојниот Борис Трековски кај нас. Јас се добро сеќавам покојната Доста Димовска, и двата председателска круга, кога Борис Трековски губише катастрофално Тито Петковски. Први круг ме викна за совет и за анализа. Викам, без грижа ќе го добиете вториот круг, само да треба да направите, инаку имате подршка од Западот, ќе бидете оценети со Албанци влегување. Што се случува? Само ми реков една работа, викам, доста, знаеш дека не сум расист, дека луѓето и партиски, и ти било како сум ги делал, сем на луѓе и не луѓе, но за мене е нелогично во една земја каде што мнозинско население е православно. Вие предлагате протестантите, свештени протестант за председател. Нејзините зборови беа клинички, ни го наметна Западот, поточно САД. Рекам, кога викам тоа премногу ќе чини Македонија и вас, дека знам што да правам. Така се случи, значи, со доаѓањето на Борис Трековски дојде до Раковниот договор, по завршување на Раковниот договор, што се случи, го ликвидира. Неговиот авион беше срушен, беше жив паднат и горен со огин посилен од 1760 степени. Само за илустрација, мртовците во крематориум се горат некаде околу 380 и 600 степени. Не ме држите за збор, значи ни пепел на останал кој нешто има во тој самок. Слично помине и Зоран Џиџич во соседна Србија, изведе 5 октомвриската револуција, го однесе Слободан Милошевиќ во Хаг, Радован Карач и други политичари, потоа беше ликвидиран од работодавците. Значи, после секоја завршена работа, они не остават сведоци, ќе се случи со примерот Зоран Заев догаѓал. Тоа е негов проблем, негов избор, секој од нас има право да избере животот како ќе го живее.
Значи, ниједна разузнавачка агенција треба да се знае никогаш не остава сведоци. Единствен што остана таков што заврши работа, а заврши работа благодарение што Шаминов ДССР, тоа беше Горбачов, кој добил и Нобелова награда за мир. Но Горбачов ја заврши работа од причина што на СССР, Балтичките земји и другите им пристапува голем терет и финансиски и се. А Руската Федерација самата беше доволно голема. Иначе со враќањето на Крим, тоа е руска територија која 55 или 6 година, ако не се лажам, Никита Кручов е поклонен на Украина, иначе му е украинец по потекло, кој беше представител на СССР, значи ништо не е отето. И од тие причини референдумот на Крим беше 90 или 87, не знам како беше, нема да рече збор, и голем процент за одвојување до Украина. Тоа беа руси. И нешто има татари и многу мал број на украинци. И од тие причини тоа е многу важна база. Крим е многу важна база беше на Русија, иако тоа нивен полуостров. Таму се контролираше се. И они дава големи пари на Украина, значи буџетот на Украина буквално го пунеа со провозот на гасовод што поминуваше низ Украина и со базата што плаќа за Крим, значи Порошенко тотално е погреба Украина. Иначе Украина со повеќе руско население или малтене тој исти народ, но ги дели само религијата. Значи, за време на крстоносните војни, кои се познати само 4, попозната 36 се водени само против Русија, е дојдено некаде до средината на Украина. Иначе Киев, еден период бил и главен град на царска Русија, во тоа време познат како Киевска Русија, но кога почна крстоносните војни, царот за да биде побезбеден се сели во прво Санкт Петербург, значи кај што е роден и Владимир Владимирович Путин, а оттаму во Москва. Што зборува дека до таму кај што се дојдени крстоносните војни се католици, значи они доаѓаат до Полска, Чешка, се католички земји, а Романија е православна поради руското влијание и така натаму. Кој што реков, што се однесува до рекетот, тоа е западна работа. Има нови епизоди, ја очекувам. И сега со тие нови епизоди што ќе се бара нови невозможни задачи од премиерот, или ќе биде рушење на влада, предизвикување хаос во Македонија, со граѓанска војна, се од една причина да се спречат двата проекти, рускиот гасовод и кинеската пруга. Тие причини ова се случува и во Хонгконг и Тајван, значи во моментот сад прави големи глупости, особено писател Трамп, такви детски работи прави толку штета не прави на сад со надворешната политика, прво со Венецуела, кој што реков нафтата кај нив неисплатливо ни везуваа нафта од Венецуела, ја меша со нафтата од шкилце да биде поквалитетна, че неквалитетна беше, за и тоа го изгубија. А Иран има одлична соработка со Северна Кореја, ја верувам дека веќе имат и нуклеарно оружје, бидејќи Северна Кореја им подари бомби. Некаде 12 со мислам дека калибарот, мислам дека досегот беше околу 5 км, не сум сигурен баш, али да, 5 км беше, и тоа е повеќе земено за надоградба на тие ракети, а верувам дека нуклеарната програма со збогатување на ураниум се стасени доста, и само Тирани има, освен нафта, газ, има и ураниум. Значи, од тука САД се повлече. Во моментот САД доживува голем економски воен колапс, значи кога се економски слаб, тогаш е и воено слаб. Драги пријатели, повеќе во следната епизода, бидете трпеливи.
Все ще ви интересира, ќе ви анализира, тоа ми е работа, јас сум професионален новин аналитичар, значи на 30 години го работам, тоа сум школуван во Словенски институт за новинарство, група општи сме група аналитичари. Сакам убава вечер и убав сон, до следното видење.